повод за ова наше интервју е роденденот, значи акцијата за славењето на роденденот на Александар Македонски. Значи ова акција е потикнато од едно граѓанско здружение, така граѓанска акција. Ова роденден ќе се слави пред споменикот на Александар Македонски во Скопје, значи не на пред војниот на кој, туку пред Александар Македонски. Имате и некоја иницијатива во врска со ова. Кажете ни нешто повеќе во врска со ова. По повод рогенденот на Александар Трети Македонски, значи 23 јули, 2+3, петица, стабилност, ја веќе 3 дена овде со историчари, со универзитетски професори се расправам за неговиот рогенден. Значи, игрото овде од македонциве, мои браќа и сестри во нашава Македонија, ми споруваат дека бил роден на 20 јули. Значи, обид за некоја измислица и поврзано со григоријанскиот календар за спојување со Илинден. Од друга страна, ова граѓанска иницијатива е као иницијатива наша, по кој што јас сум она движечка сила, за да овде, во чест на 2366 години од раѓањето на нашиот крал, на кралевите, цар на царевите Александар Трети Македонски, јасно и гласно упатеме повик до премиерот Никола Груевски и до сите македонци во целиот свет, дека денес, новој рогенден, 2366 Александар Македонски не е воин на конј, туку треба сите заедно да дадеме свој придонес и со огромни златни букви од денес да стои, од денес по завојднина да ја поднесеме ова граѓанска иницијатива дека треба да стои кралот на кралевите, царот на царевите, на македонците, Александар Трети Македонски. Значи војнот на конј да биде една мала заборавена работа, бидејќи веќе на мене, а верувам и на сите македонци во целиот свет им е преку глава од вакви референции. Значи, предходна Југославија, сега воин на конј, утре ќе кажеме за Филип, значи, милион референции, само да не дојдеме до она вистина. Оно што се дешавало за времето на христијанството, кога Севишниот дошол кај Мојсија и му кажал, мора да се повлечете од Египет, ако сакате да бидете свети пред Бога. Јас денес ги повикувам сите македонци да отвориме Пандорината кутија за вистината на Македонија, бидејќи само така мислам дека македонскиот народ во целиот свет повторно ќе биде свет пред Бога, објавувајќи ја громобрасно неговата вистина за Македонија. Преку светоста, преку поврзаноста со Севишниот и Бог, кој секогаш македонецот бил со него, ние верувам дека ќе го направиме она што долгу години некој не протерувал, некој не измачувал и ред други работи што дешавале во циклус на овој милениум после смртта на Александар Трети Македонски. Да, како е реакцијата односно интересот за ова прослава за роденденот на Александар Македонски од нашите македонци во Македонија? Па за сега е добро, иако е многу мутно. Значи, морам да признаам дека повторно Владо Павлов е ставен на Менгеле, мора да признаам повторно преплатници на Рим плюкачи, дека со најгради зборови се веќе јавуваат и по фејсбуци, и по интернет, телефонски ми се јавуваат. Значи, она кој што некој го сковал и кој што некој Рим го измислил, дека нашиот Александар бил хомосексуалец, дека тој бил убица, дека тој бил урамниште на Хитлер. Јас сето ова после неговиот рогенден, со сите мои докази, ова деценија ќе докажам дека Александар Македонски е духовен воин, дека Александар Македонски и неговата вистинска мајка Марија од Троја се најголемите посветеници на древните ветски прописи и цивилизации и религија, кој што е наследник на она древна, најсовремена цивилизација позната како ацтеките, од кои што нашите древни филозофи правеле копи-пасте за она што го спремале во она древна царска Македонија. Значи, сета таа лага и сета она замаглена вистина, сиве овие 2366 години, што ние прави и Рим, преку нашите браќа, дарданци. Значи, Дардан е брат, е син на Пријам, тој е тој протераниот, тој е тој единствено спасениот од Троја, кој што преку Романија, Букуреш и неговото поколение ја формира она Римска империја и она вечита војна меѓу нас македонците брат со брат, Абел и Каин од она Библија. Мораме ние заедно, ако сакаме и ако умееме, во целиот свет, паонците, дарданците, јасионците, тракеиците,
дисарите, партите, уште еднаш да се обединеме и сите заедно да го пречекаме Македон обединителот. Ако сакаме да бидеме спасени и да бидеме свети пред Бога, секако мораме да се држиме по патот на вистината. Владе, искрено да ве прашам и да ви кажам, на интернет, на Facebook веќе водите отворена војна со, ето како што спомнавте, како ги нарековте римјани, така? Или наследници на римјаните. Мислам дека мора да бидеме отворени. Тие самите се нарекуваат тоа се деца за мене тоа се деца на волчицата, значи деца на Рим, деца на дрданецот Енес, кој што единствен се спасува во запалената Троја. Да, и плюс ето и самите тие отворено застануваат дека се славомакедонски и таму славјанството го промовираат, но вие ето навистина сте упорени со факти, со докази, дури во еден момент може вчера вечер, мислам беше тоа, дури и почнаа книги да бараат, веќе едно време се изгубија, така што не може да ти со факти да ти докажат и се изгубија, во стварност ги победе, ги потисна во чошев, што се вика. Што мислиш, што е поводот на тие луѓе? Мислиш дека вистински сакаат и мислат на Македонија или... Па мислам дека поводот на сиве овие луѓе е престижот и мислам дека она замаглена вистина кој што сиве овие години од претходниот систем кој што нашите татковци, дедовци кога ојачувало злото, нели, и добрите луѓе во Македонија траеле на Амброс Тито. Мислам дека ова треба да исчезне од Македонија и мислам дека тој престиж ќе се отворат многу работи од она Пандорина кутија како носители на некои одредени функции во согласно со КОС и УДБА и на крајот ќе дојдеме као лева рака на Мосад. Значи, тие привилегии не се толку битни за овие пензионери, денес наши дедовци, нели татковци, туку се битни за незината фамилија. Незината фамилија се уште ги уживува тие благодети од нивната заслуга. Јас многу пати имам кажано, Дончо, дека во Македонија постојат две врсти на македонци. Значи, едни кои што секогаш се имале аверзија према освојувачите, од Рим до ден денес, бидејќи Македонија се уште не е ослободена. И Рим се уште владее со Македонија со помош на англо-америчката сила или со англиската кралица, која што дефинитивно е продолжение на таа Римска империја и Ватикан. Втора работа, и оние кои што секогаш имаат добри слики према освојувачите. Кога на ова ќе го додадеме дека оние кои што се приклучуваат према освојувачите македонци, кои ќе го додадеме сето она, кои ќе додадеме љубомората од оние кои што се слободни, имаат аверзија према сите освојувачи, можеме да дојдеме до она шпионирање, па ќе дојдеме и до следната работа, колку умови се обезглавени сиве овие 2366 години. Колку умови во Македонија. И ќе дојдеме до најголемиот геноцид на древниот македонски народ кој што потекнува од древната цивилизација Мина, која што значи риба. Нека ми објасни некој, кој го има најголемиот геноцид во светот? Најголемиот геноцид врз кој народ е направен? Сиве овие 2366 години. И на крајо ќе ми дојде некој и ќе ми каже: ти, Владо, поради твоето име си словенски македонец. Не можам да ги сватам едноставно и како второ, јас не познавам словенски македонци. Јас познавам само македонизирани сармати, кои што дошле во 9 век, сармати кои што на име на нив во 6 век е уништено коинето, бидејќи нашиот јазик коине е траел до 6 век и она право ортодоксно православие. И целата таа офанзива преку Рим, подпомогнати со кириличното писмо, кој што за цел да го уништи вистинското православие, а на сметка на тоа да направи фалсификат со католизмот и да го затврсти кај јужниот сосед во Грција, мора некој да испашта. Затоа испаштавме ние по течењето на реката Астиба, по течењето на Брегалница и од овде почна она кирилично писмо на тие наши браќа денес, македонизирани сармати, да ја дадеме се што треба нашите поколенија и сега јас ќе бидам роб нивен и тие ќе ми кажуваат дека Македонија мора да опстои, но без вас македонците. Затоа што ако постоела некоја нација зад Карпатите, нека ми кажат кој е тој огромен локалитет таму и како второ, јас верувам дека од Балтичко до Црно море
сарматите овде дошле кај нас. Значи дојдени се, кои се тие овде што живееле? Живееле антите, древните македонци и една за секој да заборави имено на измислица на Рим, антички словени. Само така можеме да успееме и не е случајно поради нашата грешка кој што македонец го извршува атентатот на Филипа, значи на нашиот татко на македонците, и ова проклетство трае од тогаш, кога сите ние не сакаме се спротивставиме на вистината и да го прекинеме проклетството. Проклетството кај нас ние можеме да го прекинеме ако застанеме и да пронајдеме вистинската гробница на Филип, која што како и неговиот штит, кој ќе го изнесеме пред сонце, у вид на свастика, у вид на нов плод, на ново сонце, на нов живот, ќе крене за сите македонци во целиот свет. Да. Она што е речено од Севишниот. Така е било, така е запишено, а верувам дека и така ќе биде. Така и ова кампања не случајно започнува од ова 2011, бидејќи ова е почеток на она што ние го имаме пронајдено, значи го имаме пронајдено свингата чувар, грифонот, и можеме да се спротивставиме на целата светска конспиративност денес со подршка на моите македонци од прогонот, на нашите македонци од овде, заедно да отвориме гробницата на Филип, која што се наоѓа на локалитетот Текешински лозја во градот Кочани. Да. За гробницата сакам не малку покасно да поразговараме, бидејќи вие кажувате дека е направено фалсификат со куклиш, така. Но тоа подолу сакам само уште една тема во врска со тоа што го чепнавме од почеток. Господине Владо Павлов, зошто мислите ето на Александар Македонски му ставија привремено име? И зошто? Зошто секогаш македонецот не може докрај да се израдува и се случуваат такви работи? Па, ќе бидам искрен. Мои македонци браќа и сестри, се плашам. Се плашам дека споменикот кој што го насловија како воин на конј не е она што ние треба да бидеме денес како македонци. Се плашам дека некој сака повторно од нас да направи предвремено илиндеско востание. Се плашам затоа што јас упорно на нашите институции една деценија им ја кажувам вистината за Александар, им докажувам со факти, со аргументи, со неголемата Полнска некропола, една деценија битки за вистината помеѓу мене и Паско Кузман, кој што јас пред една деценија кажав дека Александар е во Македонија. Донесено е неговото тело од Александрија преку неговата внука Клеопатра VII. За да тој повторно, после толку години, објави во неговото интервју да Александар е во Македонија. Па зарем луѓе мои, не знаеме што значи мина, не знаеме што значи риба. Па зарем мои луѓе, вие од прогонот не знаете што значи упокоението, дека треба секој од нас кога ќе упои од странство дека сака да биде упокоен во неговата Македонија. Па зарем Александар, кој е носил титулата, ќе остане таму? Па зарем ако е роден во таа пела, зошто неговото тело денес е во Македонија? Значи, она, каде е роден, таму треба да биде погребан. Тоа го потврди моето истражување и на фалангистите, нова деценија од кои што многу починаа, што не можеа да издржат духовно, да се спротивстават во нивниот мозок, не можеа да скуват дека такви македонци постоеле овие 10 години, тоа го потврди и самиот Паско Кузман, објавувајќи дека гробницата на Александар е во Македонија. И самиот тој потврди дека Бела е овде. Значи не е. Од проста причина, Дончо. Мислам, луѓево не се доволно упатени. Ние не смееме да сватиме дека овој народ е живеел во гето. Значи во гето цели 2366 години.